Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Бев се облечил на куси ръкави и братче, спрямам се за подкаст, ко ме фанае на треска от 14 степени, мислям дека за един сад падна 7 степени човек. От 14, тук е, океано е на 20 минути от мене, от тая правец, тук доле е на 10 и мислям дека ако се удара там некои ладни и топли струи, мислям дека, братче, страшна работа. Тоест, оствари, аз съм тука. Значи, аз съм тука и тай дел, гледате водата додека улава. Тука тай дел. Брат, кога ударат овие тука ветрища, мислям дека коските не замръзнат. Гледай, братче, ово пространство да се... С извинение, брат. Керече да се посереш, али... Па и тая точен сбор, не може мозъка да найде по-културен сбор. Али, брат, Беринговото море, тия дедлия скетч си ги видов тука, кай нас се паркира доле, донасят свежа риба, другари, викам, како е, вика, так, не можем да пътувам, затоа што Coast Guard ке ме соберат още от океано, много сакав човек да идам да видам, иначе, знаете ли коя държава, коя земя е ова? Мадараша. Гледай, братче, ке се те пале. Не видях тук нуклеарки, ракети, чуда. Коки ми речи некой, брат, Русия, Америка пред нуклеарна война. Брат, гледай Адексум. Гледай ка Аляска, гледай ка Русия. Гледай, брат. Гледай. От тука претръчуваш, троскок, рипаш на Диомеде и рипаш тук в Русия си. Сега не е толкова близко тема. Тук само замислете си на бърза железница, брат. Замислете си за... Ама, няма, свето го владеят лудаци. Замислете си, луги, гледай дека е Кина, Япония, Русия. Гледай бързата железница. Туп, гледай Аляска, Канада и тук. Замислете си, търговията е от трилиони, брат. Нас не владеят такви шо. Не ни трябва тук, опасно. Я го разбирам овай дел, на какво флетър дай тия, кой им беше най-подпишал, брат. Дай друга, не имаш... Точно е дека мапата не е таа, я ки ти кажем на брато, дека е Африка. Шо не ке да отзумира повеќе, толкова е мапата. Африка, ке покажем... да ви кажем за вчера за видеото. Сборам, нели, и Саут Паркот и там много яки 2,5 минути ги рокнах, много яка аналитика, како ме детектира тоа, каже го алгоритъмов, ни звук, ни нищо, само дебек заради видеото, блокирава ми го цялото видео, па удрив комплейн, па ми го отблокира, али нели додека се процесираше, каже го, додека се процесираше да ми го зачува видеото, каже го самата програма, дори видеото ще ми се зачува, човек беше замръзнал на цялото. И едва се оправив, викам, чека барем да го има, викам барем звук. Много яка аналитика удрив, брат. Видеото го гледа за 20 минути, мислям дека гледава 400 луги, ще се вика. Рекордна бройка. Другари, Африка е по-голема от цяла Европа и Русия заедно. Да ви кажа, баткови, ще имам видено Югославия, и аз съм роден в Югославия. За тия ще не знаят. Не съм роден в Македония. И аз съм роден в Югославия 84-та година. Живял съм после в Република Македония и селил съм се, денеска е съвсем друга държава, Северна Македония. 3 държави веке. Имаме комплетно различен систем. Буквално. Ова моментално е у изсилување молд. Па я ги пробвам да ги върнам назад, па некако тежко ми иде. Али Африка, другари, да знаете, е по-голема от целия овај дел и Русия заедно на тия мапи, аз ще съм ги видел. Оригинални мапи, шо наставник по история. У Югославия имаше наставници, професорите бяха на факултетите. Мислям дека така ги деля. Един професор ни има предавано се на се по македонски, не дай Боже да му речеш наставничи. Брат, Спиро мисля, не знам какво се викаше. Солевски некако, али типо беше друг левел, брат. Имаше малко проблем с алкохола, доваеше доста често пиян, али типо беше енциклопедия. Мислям, това е единствен шо, знам дека стварно беше ония. Овие наставниците, това беше партийска войска ботови, некем да улавам, не да го правим политики това, али тай тип беше заебана работа. Тай тип ми е много криво, шо не можем да направим повече момент, и типо беше на толкова голем левел, шо ние беме, разбираш. Иначе им се заядено с него, я още от мал.
се заядам. Той е негде, нека съм бил измегил четвърто, пето деление. От знам на долния спрат учевме, а после 7-8 на горния. Ще съм бил четвърто, пето деление. Уши тогава ме е интересирало мапи, карти, чуда. Не е во вчера, я тук станав на интернету и ще викал, изкомплексирал се, побъркав се и уши, шо не. Африка, другари Якова Видов и аз шокирав. Африка е по-голема на тия карти, оригиналните за време на Югославия. 2 военни мапи имаше. По-голема олово и я бе шокиран. Африка е по-голема от цялата Европа и цялата Русия. Ово е расистичка мапа. Това е расистичка мапа. И ако аз знаете дека съм не русофил, тук аз съм ортодокс християн, защото гледам дека ние тук трябва да тражиме политиката и геополитиката. И ние тук трябва да тражиме со БРИКС, затоа што другари Александър Македонски е кренал ната мука, ама е застанал ка Индия, разбирате ли, па е после сакал Саудитска Арабия е гледал заканата, ами тоа е друга теория на заговор. Иначе имал е план да дойде до тука, да ги открие тия, да не опаям сега да ми го блокират канало, да ги виде белите луѓе, кои што се изграделе пирамиди, со плава коса, со чудна брада, како на лав и what the fuck. Другаря, защо и викам, чекай да не е заглавила или нещо да ме блокират камерата, тук е добре. Другаря, ovo беше, како да сакаше нещо да ми рече Даниел, задне си то муцката много сбореш, сакате 15 минути. Експлозията ки ви им дали се слушна на камерата. Значи страшна експлозия и некој чуден звук на ки видиме после дали се е слушнал. Сега да не прекинувам. Али мобето е стигнала до Индия, убила нещо, што личе на да много луѓе сакат, ајде брат, снимај за мистери. Стигнала до Индия и у едно село или област, не знам дали имала село тогава, значи у една област, сигурно не имал, една област е убил нещо, што личе и на митолошките существа, значи нещо како змеи со много длъга опашка или змиолика градба, или от другата верзия, по-оригиналната, е утепал нещо, што личи на од музеите диносаурусите. Ја длабоко верувам дека у времето на Александър Македонски е се уште и мало, како што сум запознал луѓе од овие области луѓе, тука што многу не знаете, Чиле, Бразил, луѓе, Бразил е 70%, во малку хинтови ударам, кој неке, значи многу лесно, прилипно тој тај дел диодите на криптото. У Бразил, другари, 70% амазонската шума не е истражена. 70%. А замислете си, тогава е имало 20 милиона население, толкова напредно, што не можете ни да си сфантазирате. Сега дека вие белите масончиња не одат тамо со смалпокс. Леле, разбери си у македонски смалпокс. Сипаница. Не, ја мора да... Едва и чекам да си отидам в Македонија. Смее се на другар от Швейцария, брат, стварно... Забравям ги зборовите, луѓе. Само за крипто, нема со кој комуникација да правам, почнувам ги забравям зборчењата. Значи, смалпокс и сипаници правят пепел на негде около 15 милиона умират от сипаници. Намерно, според моята теория, са изпоизтребени. Много злато е украдено, много артефакти са украдени. Златото е, нели, дел се чува музеите, повеќе од дел, по-големиот дел се чува приватни збирки. А другиот дел, тия чуда, тамо долу Бразил, имат измислено првата, мислам дека имат измислено првата вештачки креирана почва, која што може да произведе храна. И голем дел амазонската шума што се крие, да речеме да се изгубите, ако знаете информации, вие може да се храните од голем дел од растените кои што се они се направиле таа шума. Замислете си, само тоа се крие, е хранлива што се вика. Ама што ме мобето?
Имам запознаено луѓе што кажуват дека тука луѓе има се уште инсекти, животни и многу големи чуда што се 70%. Јас сакам многу кога до Македонија да најдам таа мапа, точно Бразил да видиме 70% другари е страшно нешто. Елон Маск е не водил на Марс, дај бе брат, дај прво од тука да видиме што има, дај да видиме Африка брат. Африка не е уште истражена. Овај дел тука исто ќе ви дава еден хинт. Гледајте другари. Пред очите ви, зашо ја викам ово, зашо ќе ви помогне живото. Исто како криптото. Пред очите ви е бул маркето и они ми викат, почнува сега више испаничија, брат. Нема да има бул маркет. Само мал дел го брато дека беше коментирал, алал да му е. И зашо не го дава така? А тоа е за чекай дека беше. Го брато. Брато дека отиде, значи че да го има името. Супер компани Мук Бил. Брат, на кој јазик е тоа, бе? Мук Бил. Супер нещо, квалитет, компютери, че направим на реклама, човек. Брат, трябва да кажеш кое е името. Мук Бил Супер Компани, много тежко. Да прочитам. Дека отиде сега, дека натиснав. Брато много баба е напишал. Другари, да знаете, ако не ви отговорам на коментар, да знаете дека не ми излават си. Това е случайно го видов в коментар. Значи, првиот коментар ми излава. Ако почнеме дебата о коментарите, да знаете некош излава, некош не. Ако не сум върнал, значи да знаете дека не ми излегнал. Не дека некем да ви върнам. Али брато гледаш, значи, што е напишал? Значи 4 години, има и луѓе паметни, значи. То ми се свига. Значи 4 годишниот циклус се преместува на 5. Ја он одговорив. Само гледа тука одговору има ли го? Не, уште го нема одговору, ама одговорив му, ќе се појави. Че уствари да видиме. Зашо нема да одговору, братче? Ја му 100% одговорив. Гледа како да глупо, брат. YouTube, брат. И ја му пишувам, па кажав ја за алткоините веќе нормален тек ке 2026 и еве уште леле тука на ке сум заборил да ставам ке цртичка, има еден многу се нервира. Ми вика тега ова е ке дже ме, викам. Че брат, затоа пишувам ја ке и дже. Има луѓе што улават, замислу мојот профил да видат дали сум напишал у поднаслов и у коментари ке, ге, тега овај. И почнуват да гледат за крипто. Това е прво да се зајават зашо сум ставал нон-стоп ке и ге. Тука се извинявам, сум забрал. Да ставам за да ми улеете да ме гледате, брати, да се нервирате. Те за тоа ви става. Станувам командар. Викам, па кажав, ја замрзнав ока, парното було до даската, знаете. Али 7 соби, брат, не се греат баш така, кога нема изолација у старата куќа 50 годишна. Кошта 1 милион на газата, ама тоа е. Ќе продаде наскоро. Викам, па кажав ја за алткоините веќе нормален тек е 2026 и еве има уште еден месец, а не гледам биткоин да е 150. Значи викат октомври, ноември, декември се трите најдобри месеци. И што направи овие? Трамп кажува позитивно, се уште не сме почнале со Венецуела војна, се уште не сме почнале со Мексико, Колумбија, Кина треба да изваде уште 2 носачи на авиони, луѓе, мислам, до 2027. Па да го нападне 2027. Треба да биде Тајван за таа голема криза. Многу е рано сега Тајван да го нападне, Кина да нападне Тајван. Добро што не чув Филипините. Али, шо ви кажав? Сега треба ќе имам Македонија сам ќе се спечатам диплома живи се. Кажав ли ви луѓе дека ќе се влечеме до 2026? Тука 100 луѓе експерти од Wall Street, балканци што се по 15-20 години ми оде контра. Брата, бе, ти сега јас дека знаеш, самук, научил си, поштумете, оно, станал си милионер, најдел си игри, ама нема брат да е така. Абе, викам, луѓе ќе се влечеме. Зашо веќе ќе се влечеме? Океј, ти шо викаш? Вика, јуни месец, јули, измеѓу јуни и вика октомври, измеѓу јуни и октомври вика, ке литне вика таквото, каже го, брз бул маркет вика ке има и тоа е крај, завршуваме и 2026 улаваме у бер маркет.
Колко души го мислите? Ти собираме. 1, 2, 10, 100 луги го мислят истото. Я викам, чим 100 луги го мислят, не 90, няма да ви е така. Защо? Па викам ти, ако вие 100 го мислите истото, значи, луги, коя е психологията? Значи, ако сите го мислите как е така, няма да е така овай свет. Разбираш ли? Сите мислят дека е така, няма да е така. Секој ще така. Како што няма да очекувате. Разбирате ли? Значи, на психолошки не ударат. Я не дека сум со две глави. Я едноставно ги прашувам. Ти, шо мислиш? Коментарите шо мислят? Поръките шо? Защо я викам? Я давам информации. Без пари. Ама знаете ли колко информации ми добавят? Секој ще ми напише и глупост, и верува, не верува, за мен е статистика. Вие на мене сте ми не само приятели, вие сте ми процент. Процент, братче. Сега, я шо правим, па не бива, тук имаме 3D холограм. Чекай, Даниеле, полека не сме стигнали до тази неопаил филм. Че да пинам да не... оти сега спомнавки, почвам. Пиво не отворив. Ту е циция. Кой беше пришъл дали съм влах, брат, дай не ме заебай, ков влах. Оти не съм отворил, но пил. Ти опущам, Чинчо главата я скапи. Чинчо е влах, пи по 50 пива повече от вас. Дай не ме заебай. Влах съм бил, оти не съм пил пиво. Иван Чинчо ки ви се ставил коментари, после ки ви оправя, брат. Он пи по 50 пива на ден, брато. Едва и чекам, че е доста добре в реклама на брато. Брат, дужиш нещо там, глупче, тастатура, мауспад, елиен нещо, забавя се. Що сагав да кажем, забрив. Декой добе, Даниеле, тая мозък. Защо ти е тая мозък, Даниеле? Глобо ми се рестартира. Сега ги няма сите информации. Абе, какво е да е? Брато, едва и чекам да го дойде тая bull market. Да, можно е да се... И декември да стигне 150 хиляди. Забравяте една работа. Американците не ги интересира. Че да не ми се завърте, свя сме ми се завърте. От декември месец американците, другари, без разлика, bull market ли е, шо ли е, дали още килита, само шо не е литнало, тия продават, другари, да си го прославят, да си я прославят нова година, тия не щедат. Тия нова година слават, како утре да нема ден. Значи, ако отиде да речеме 140-150 или декември, ние па нямаме време дека он да коригира у истио месец толкова много, да речеме, освен ако декември 31 не речето вие продават за ово па много да падне, ама па ние сакалени келе ки улеземе, шо е да се деси ки улеземе от 2026 измеѓу јануари, февруари, март месец да видиме шо ќе е драмата со биткоин, етериум, кардано, солана, рипъл и тия другите технологии да речеме, кои шо вие за жал не верувате да сега да си натоваряте магаренцето. Значи другите овие сите, значи декември, јануари, февруари, март се резервирани за биткоин, етериум, BNB, Solana, Cardano, да речеме, берзите да видим што ќе биде со KuCoin, со Jupiter, гледа колко ви падна на бар, 21%, брат. Трамчо, 11. Да не ми беше забранил да идам да, я мене ме срам, да поработя в малко тай construction, да правя паричка, много ми е криво това видео. Много ми е криво това видео, ще не успял да го снимам. 100 бона, седеш и пазаруваш на ово. Погодив го 2026, кажал съм го. Не е дека, ако съм речел, ама ти не рече ки падне. Защо ги речем 2026? Не можем, ако речем, замисли я да седем, я и викам, хинт ви давам. 2026. И вие що трябва да си речете? Чекай, защо вика 2026, а биткоин стои тук? Аналитички пристъп. Ви правям. Какво да размислите со мозъко? 2026 съм речел. Така ли? Шо речов? Април месец. Ама шо речов? Само един тевай брато е прочитал. А вика, защо рече юни или април? Не, тай беше друг брат. Тео е брато. Брато е... брат, защо? Чекай. Брато е, дека беше. Да. Значи вика, какво се вика, бе? Гоки.
Гоки, вика, гледай, здраво. Значи само един пратиш от дума. Здраво, прашение до тебе. На почетоку на видеото викаш, тактички го кажа в месеците да ги сбъркам и само един е видял. Вика, здраво, прашение до тебе. На почетоку на видеото викаш. Значи един е фанал дека ставам сборчени унатре. Можно е да се влечеме до април месец, да се надееме дека нема да е така, тук ќе биде до юни-юли. Кой е пред, кой е зад? Вика, дали со ова мислише да кажеш дека ќе чекаме алткоин и bull market да почне во април 2026, па да заврши во юни-юли 2026 или bull market да заврши во април 2026. Ја што напишав, најлошо сценарио е юни-юли. А по правило трябва да завърши април, но ако не завърши алткоин сезоната, съм сказал да напишам до април, а почне април, може да се влечем и цяло лето. Че, другари, ние сме далеко от драмата. Значи, що може да се деси? Декември да имаме драма, да го напумпат 140-150, мора да продават, освен ако не изнакупат големите китови, американците ги продават за нова година слава. Кой се постари до това, знаете. Тия не ги интересира, брат, булмаркет или шо е да е, или богатство. Тия си имат женски, жени, имат си живот. Тай стил е, него толкова интересира булмаркето, затоа шо одат на работа, взимат плата, не му е дойдело до това, како ка нас. 140-150 ако отиде, значи януари, февруари, март месец се резервирани за биткоин, Ethereum, Cardano, BNB, Solana, да речеме, Ripple и кой беше друг, ще го бях спомнале за ово. Значи това е януари, февруари, март. Април месец трябва да е, да речеме, алткоините да улават у чуда. Ако имаме някой лош период, април, май, юни, юли, дори до август някои геймерски токени може да се влечат, затоа што да речеме много луѓе ќе е преко главата от овие големите коини, ќе продадат, ќе видат овие да речеме, ќе видат, гледай брат, че ово, зашо ми е таму стана, не може да го видам от таквото. Че ќе видат дека овие да речеме Sandbox, Gala, Ronin, Axie Infinity имаше драма денеска, Axie Infinity, да речеме Star Atlas, Big Time и Illuvium, шо ги неам, ќе видат дека се, да речеме, компанија од старата гарда, така ли? Дека се компанија од старата гарда и можно е да зема да решат за затворени врата, собират се китовите, дај ќе земеме ќе ги пумпаме и овие. Разбирате ли? И дури од април там до август да се влечат, да ги пумпат овие, треба многу да внимавате со овие гейминг токените. Разбираш, от AXX там денеска ќе трга еден од, кажи го, не го трга од AXX, туку трга квото, кажи го, блокираме мозоко. Дека беше објавил брато. Блокираме мозоко, значи Futures само не е дели целосно на Binance, како што може да прочитам. Ја тражив да видам и така да кажи го, што сега да кажем, тргнано е Futures. Не знам, не може да го разберам, да го дочитам, што сака да каже таа ексесото. Ако некој знае да објасне, мозокот ми е просто блокиран, брат. Нешто друго мислев, сакав да кажам. Блокираме компјутерот. Мобето еден другар што им беше прашал од Македонија, вика, брат, почнав, да трейдам. Ама брат, викам, како ти иде, вика, сега ти пратам, и умрех од смеа. Како ти иде и вика, те ковај. Заеби таа музика, па падаме блокират. Другаре, дај да разлистаме дневни вести, аналитиката ви удрив. Тия комарджиите, не знам дека ги ваат тия пари, брат. Не знам, брат, не знам од дека таа луда пара, човече. Упорно стават дека ќе оде нагоре. И овие упорно и ги взимат парите, и овие упорно стават, и овие упорно, не знам. Од дека таа луда пара, човече, од дека.
Изгубих ви мислата. Will we be, I only care about one thing. Will we be number one in crypto? Crypto has turned out, and in that sense I've been right, crypto's turned out to be a massive industry, if you want to call it that. And I'm very proud to say that we are far and away ahead of China and everybody else. Now China's getting into it very big right now. If you want to go after people, you're going to kill that industry, and it'll be very bad. Tremendous number of jobs. I campaigned positively on crypto, very openly. I only care about one thing. Другари, пази сега. Ово е пред 15 сата, така ли? Интервюто е пред 18 сата, не се кява. Сите стават, леле Трамп ле шо кажа, леле шо твитна, ке оде нагоре. И уйде ли нагоре? Не. Брат, купете си бе, брат. Купете си и чекайте. Шо е толкова тежко, брат? Шо е толкова тежко и не е сватливо, не може да разберам. Урочия. Трябва да имам къде Стефан Лазаров, со най-ко се екше другио, да ми пребават. Много луи ме тера да седна да правям чартови. Да гледам техническа анализа. Другари, на старите мои подкасти, ако живея в Майами, трябва да ги гледам видеята и сликите. Я, брат, седев, гледав, станував у 8 или 9 беше, у 11 отварахме пицата. Не, станував у 9, у 11 отварахме пицата, т.е. я отварах в пицерията. За 2 сата се успеях да спремам, да отворам, да я мобилизирам и имав 2 сата, докато сите се появява да дойдат първите гости, 2 сата имав да гледам за техническа анализа и това. После другото префрлав тук ушито слушалката и съм единствения у Америка, шо компания, която работил, му е било дозволено. Ни една грешка не имам направено, за разлика тия, например, наши балканци и американци ке проба со слушалка у ушито да работят. И дори слуша песни правя грешка. Замислете, аз слушах подкасти. Подкасти со техническа анализа за теория на заговори, за биткоин. Той е пред 10 години, брат. Той е пред 10 години, кога биткоин беше само ненормалните вирувал него и тия шо на среке се купили и забравили, па тия станават богати, после се правят експерти и сега имат ово какво кажи го подкасти по пола милиона. Мене сироти. Гледаш, кукал съм да привлечам внимание. Тъй се поява някой таква, ки ми прави анализа на мозоко. Али мобето е, нямам време аз за технически анализи и такво. Правил съм ги, лигнувал съм си да спиям, гледал съм тия чартовите и нищо не погагаш. Sve е манипулация и сами те гледате. А ако сака някой да кай типчето, ке си... Кай типчето кидите и ке, аз свирам, кидите кай типчето и ке ви ги слушате неговите такова. My plan for the next 3 to 6 months is still to be bullish, remain bullish. All the fundamentals remain the same. The only thing that have been reset is sentiment in altcoins specifically, and especially for crypto native investors, they only look at altcoins and they just don't look outside of altcoins, even into Bitcoin, and that's a mistake in my opinion. You don't want to be fearful just because altcoins liquidation happened, market flush happened, manipulation happened, whatever you want to call it. As long as Bitcoin stays above the 50-week SMA, chances are it should rally to new highs above 125k because liquidity conditions are there in terms of global M2 and rate cuts are happening. At least 2 more times are confirmed for the next 3 months. Also considering that Bitcoin dominance is still in a macro downtrend, weekly downtrend, that's the real signal you need to look at, not the sentiment signals. That's why I remain bullish for altcoins. Now, whether this is a early cycle correction or late cycle correction, I don't know. You could argue that maybe this is kind of a late cycle correction similar to May 2021, and the next time Bitcoin makes a new high and altcoins start to rally, you should start to take profit. Maybe that can be argued. At least let's wait till Bitcoin catches up to the current M2 lead and for the next 2 rate cuts to happen, so that's at least till December 10th. Bitcoin rallying, above 130k, altcoins are back up again, and then we can talk about, okay, is this a good time to be selling or not? Значи, другари, мултимилионер, пратете го, ставете известуване, чим сакате, веруве, мозък ки почва другаче. Я слушам. Само не знам защо името, гледаш и аз друго, че го помня, Virtual нещо, ама гледаш, Virtual Bacon, брат, да му тепаш, стварно не съм добър со
со имињата, али не знам зашо мислев дека типо има друго име, ама гледам никој не ми пишал коментар дали стварно имаше друго име или јас само сум го знаел како виртуел. Сум го запомтила, Бейкон гледаш, никош не сум го приметил. Мобето шо е? Другари, многу души им пишува, брат, гледаш шо видеа прават тие најаките у крипто, мултимилионери другите, ќе падне биткоин до 90.000. Падна ли? Еве, поминава 4 месеци, не падна до 90.000. 104.000. Колко е најниско? А, 103.000, аз извинам, 103.700. Това е. Не падна до 2. Значи, замислете си, ја изпаднав управо уназад 4 месеци од многу јаки канали што кажава дека ќе падне до 90.000 и тие сите гледат технички анализа следат. Ја не следам. Јас следам теорија на заговор и логика дека, брат, замислете си, во падна од 115 или колку беше? Од 116.000 падна на 103.000, па гледаш што направи Пепел со алткоините. Брат, какви си тие 90.000 човек да падне, каже го биткоин. Какви си тие анализи, аналитики, чартови да викаш биткоин да падне 90.000. Тоа е луда сума, човек. Не може да ги разберам тие канали зашо го плашат народот. Ја разбирам за лайк, за се, за гледаност и многу пари прават тие канали од гледаност и после со тие пари си купуват алткоини и после се прават експерти. Брат, нека идат на работа, или нека направат некоја криптоакадемија да советуваат да направат паричка, па тие пари да ги стават да видат ако сгрешат како земените сладките пари, тешко заработените пари уствари да ги земат да видиме колку се чувствуваат. А не овака, брат, седи, ќе лупаме наслови, ќе падне до 90.000 и мен македонците бомбардират. Леле, брат, гледа овај со години мултимилионер, милиардер, гледаш што зборе. А многу е тоа 90.000, луѓе. Секош можно е и 50.000 да земе некој ако сака кит да го направи тоа. Ама нелогично е 90.000, тој да ќе ги повлече многу ќе ги повлече алткоините, брат. И не е само тоа, кога ги повлече, многу луѓе тие пари не и се за да ги чуват, за сметки и се, за факултети се, за да се раздужат и се, за дужат ги, ќе продават на загуба и тие луѓе не се дека ги изгубиме од криптосветот, затоа што вие претараа со манипулирајќи вешки си на до 90.000. Значи, нервирам се кога ќе ме прашат 10 на 20 луѓе, брат, што ме ќе паднеле на 90.000. Не треба ни да мислиме ние на тоа да ќе падне на 90.000. Ако падне, да речеме, треба да се радувате од идејата, продадете куќата, ставете у криптото, са не е финансски совет, нели, ама булмаркет не е и мало. Ако падне на 90.000 ги повлече сите по 50, пуши до 90%, после пак експлодират и многу повише и секи се врнат. А вие, брат, не треба да гледате негативно тоа. Не треба да гледате негативно за тоа, нели договора е луѓе да ставате пари што додека не е булмаркетот завршил или дури до следниот булмаркет. Не може да разберам кога ќе ми рече некој, брат, умреме, загинаме, брат, колку време си улезен? Пред една година. Луѓе, вие писмени ли сте, брат? На тај му викам, ај брат, јај ми се, ај отвори на една година чарто, дај, тука му снимам. И шо? Гледај ви како е рамно. Рамна ти главата. Пред една година, брат, 600.000. 104.000. Како е, брат, то ваше по... Како не можем да размислам? Не може да замислам, македонски јазик си говорив, од 68.000 упаднал пред една година на 104.000. Он портфолиото му било неуред. Брат, неуред сте у главата. Со извинение, ама гледај сега. 2456 да иде е почнал? Тука сега, ако не верувате на 1000 и... Ако не верувате на 1400 е психолошки проблем. Ама ние не сме... Значи купил на 2400, ама ја на 1400 ќе продавам, за да си спасам.
Значи парите не са оставени за bull market и парите са оставени, пари ще ти трябват и се плашиш. Ако ставате пари, ще ви викам от кафе, от цигари, защото не. Това е от 9 години, не съм финансски съвет. Значи ако изставате пари от щетните навики, де-факто вие не ли имате и защита и тази защита я чувате за паза щетните навики, за екскурзии. Кой чува, другари, Денеско Македония, пари, аналитика ден ще ми прави, я брат, чувам пари, ама ти какво не даваш финансски съвет, защо да купим крипто? Защо чуваш пари? Ки купуваш ли апартман? Не. Ки купуваш ли куки? Ама я ям се. Ки купуваш ли кола? Не. Ки отваряш ли бизнес? Не. Защо ги щедеш тия пари? Повикат да имам на отмор. Значи брат, я шо викам? Та година не отидете на зимуване, не отидете на летуване, не трошете парите на кафана и ги стави пари. Значи тия пари автоматски ти ще се защитата и тия пари си тия ще трябва да купиш. Вика брат, бати аналитиката. Вика, не е бати аналитиката. Леле, колко съм глуп. Не си глуп. Не си повършно ги гледате, вола. Гледаш, тук там нека коментира фане, някой сбор. Повършно ги гледате работите. Брат, престанете да ги гледате видеото на 2x, ако ги гледате. Нещо не е уред с вас, шум не може да Какво, брат? Какво? Падна. 4700 и на 2400 да си улезел. 2700 дубло, брат. Какво, брат, ми викате? Леле, брат, леле, няма да има булмаркет, леле, загинаме. Какво сте загинали? Пред на година сте упаднали. Пак сте упаднали пред повече, брат. То е много. Тека беше тай. Те тия ще ме викат, чуваме 5 години. Другаре, 5 години чувате. И какво вие чувате 5 години? И купувате ли само тук на вие колците? Изгледа да. Найде ли викам, дай чартовите, брат, да видам, дай транзакцията ствари. Брат, ти ако купуваш само тука и он е тука, те ти е математиката. Вика стварно. Брат, купува се и тука. Ама купува се и от дупката, брат, а не гледай, дупка, провалия, брат. Гледай, дупка, провалия. Ама тогава вие не вирувате и се плашете. Брат, то е до тука, не е до моята анализа дека е грешка. Не ли ки чувахте 8 години? Не ли до 2030 не ви интересираше нищо? Другари, проблемът си е до това, що вие не знаете да отворите, карданове. Вие не знаете да отворите чартовите. 0.33. Ако си купил тук. Ако си купил тук. Брат, вика, загубил съм. Брат, дека беше тук. Дека беше тук. Ама я мислех, ке падне повече. Брат, не си трейдер, не знаеш да гледаш чартови. Какво не си трейдер, не си чартови, нов си у крипто и ми викаш, ама я мислев. То е проблема, що вие мислите, а сте нови у крипто. Или вие мислите, а сте само една година. Брат, 8 години трябва да биете, за вие да знаете дали от тук ке падне повече. И да и да знаете, вие само мислите дека знаете, няма да се деси така. Сито вие си купуват. Ама нямаме пари. Тогава другари, купете и чекайте. Защо ми викаш техничка анализа, защо ми викаш да гледам чартови, защо викаш да обяснени шо е работа с моето портфолио. Ако нямаш пари, то чекаш 8 години и не гледаш работите. Гледай, другари, има си, гледай. Сито вие тук дупките. По $5, по $10, по 2 пакли цигари, по една кафана, по 5 пива, по една ливче спортска да скратевте.
Брат, какво Америка, брат, не се на загуба, само вие Македония, брат, ще се на загуба. Ама, дека е, тук ако ви викат, чекайте, другари, чекайте, няма да го постираме в групата, чекайте, другари, дека беше. Дека беше. Другари, що сборав я от 2020? Ай, посесете се старите. Викав ли да не го постираме в групата, да не го постираме в групата, луѓе, да не го постираме... Защо не го дава all time? Не е тук. Е тук. Македонците ме тера на 2021 на 247 ми кажува, брат, постирай го, мол се, спомни го Солана, ке отиде $1000, 500, спомни го, ке се каеш, я викам, луѓе, има сериозни проблеми, луѓе хакови, луѓе тай бридж хакнат, луѓе трансакциите се ефтини, ама пагят, луѓе, какво знаеш? Ало, луѓе, играем $6000 игра. Я правя милиардниците, я съм тази ще ги правя трансакциите, а вие сте тия ще ми кажувате за Солана. Значи я плакам на месец 25% на ебаното с извинение, Солана взима 25% от мене, кажи го, от трансакциите и ми пагя, и ми кочи и съм, знаете ли колко съм на загуба? Съки ви кажа, минимум съм 2 милиона Атлас на загуба. Чекай бе, брат, 2 милиона Атлас. Така ли? Хайде. 2 милиона Атлас, така ли? All time high 0.27. Дипломатия ги удариме. 2 милиона, минимум ги пресметав и се откажав. Пагяла мрежата, програмата се шикнува заради тази мрежа, па славе се маче да прави друга програма за автоматските копа. 2 милиона, така ли? По all time high бил 0.27. Binance я саботира, неке да стае на берзата, Kuco неке да стае на берзата, америчка компания неке да стае, Gemini, Binance.USA, кой бяха други, Coinbase, Crypto.com, Robinhood, да речеме. Сите трябваш паричка. Така ли? Неке да. Най-лошото така е по 0.010 да речем. Брат, аз си избивам флотата. Не бе, що направи бе? Даниеле, не писмен си по 0. Значи от игра, сум уигра, я ги имам тия сега изкопано, ама пази колко ки съм му загуба заради Solana Network. $200,000 за това, че Solana Network не работеше. И сега овие пробват да направят Zinc и си ти вика, брат, ке пропадне, дава полисо, ке му нащете. И брат, я плакам моментално, вие сите сте накупили Solana, сагате да профитирате, ама батко ви си ризикувава $60,000 флота и ние сме тия ще правят 25% на година от Solana транзакциите, сега дека не се помипират тия маме шиткоини да ще ги имате, сите ги имате в портфолиото, криете, затова ви е негативно портфолиото и затова кукате. Како на некои души 10 на 20 луѓе, викам, давай да видам цялото портфолио. Минус било. Тия шиткоини колко ги имаш, брат? 60% шиткоини на бутал да ви вика минуси. Сега шиткоини кажувам ли? Не. Брат, извади ги шиткоините на един волет, стай ги на друг волет да видим вие другите ще ги имаш. Cardano, Solana, Ripple, Avalanche, ви го плюсом. Братче, тук няма шиткоини. И я, защо викам? Да, ке нащете на дал полис на цената, затоа шо много народ ке купува Zinc, много народ ке се труди да изкопа Zinc, да го тргува Zinc, плашат се како AXX и Ронин, ама брат, Ронин Тимо направи много грешки, не е извадил нищо до сега, брат, толкова. И много мали награди даваше, да речеме, трябваше с флипове се правят. Моите 150 геймери се откажа, замислете си у Филипините, уши колко се откажа, имаше луги по 1500-5000, има scholarship сит се откажа, затоа што Axie Infinity направи парички и лават си го.
Овие се мачат, луѓе. Мачат се да создават економија. И јас сум многу повеќе, макар и сите дава полис да ги изгубам за овај булмаркет, дури 2030 некај и 2035 некај, ама ќе ги начекам да профитирам. Ама јас сакам они да си имат нивен Zinc network, а не да дремам на Solana. Нека стоја Solana како резерва. Ама да го имам Zinc, да го имаме Zinc network, да ми намалат, да не плаќам ја на Star Atlas, ја играам тука Sage Labs флотата, плаќам 25% на ден, на недела, на месец, 25%, еве на година 25% давам од моите трансакции давам за Solana плаќам, тоест у Solana токено, така ли? А замислете си, овие сакат да креират нивна мрежа, викат ќе намалиме можно е на 5%, значи ја 20% ќе сум плюс, само што ќе сум на оваа мрежа, а не на ово. Јас извинувам на Соланата и издов брат 5 тона месо. Пошто знам стварно да изедам големи количини на месо, не свинско, пилишко и телешко. Пошто знам да си го најдам органско за ефтино. Не да мислите дека многу пари лупам. И мобето е, замислете си да ми скратат 20% плюс да има airdropи. Гледај, 1% буст, 5, 10, качува се, тука е 210% за тоа што сум го земал тај договор. Значи ја, другари, тука ми е 2x. Значи ја, другари, ќе се префрлиме на Zinc Network, ќе ми скратат да речеме, нели сега, просто кажувам, ќе биде само 5% ќе плаќам за трансакциите у Zinc, што значи дека многу луѓе ќе го купуваат ако него. Ја ќе го фармам Zinc, значи ја ќе го фармам и без тоа што ќе играам пуцачината, таму ќе правам XP да си качувам хероите, ќе правам Ink токен, графичката е при крај, ќе правам Ink токен, гледај, држи цена, ќе правам Ink токен да продавам, копам Zinc и со тај Zinc можам да го ставам, сигурно ќе има за staking rewards, ќе го има за flip да направам. И четвртата работа, сигурно ќе има, другари, да кажи го да у играта да се купува нешто. Лупам, може да ќе има. И ја, другари, ќе си го фармам од тука. Играам трки, играам Sage Labs, играам Colosseum, играам пуцачината, фармам си го, а вака, другари, ја треба да купувам тука Solana токено на таа цена бил, на оваа цена бил, блокирало, разсипало се, ја треба да извадам пари од джеп. Но вака, ще јадам 20%, тие 5% ја ќе ги копам, ја и без тоа играам. Многу е јак концепто. И не може да успее, не може луѓето да го разберат за тоа што не ќе да седне да направи аналитика. Ако ги направам видео направам видео за деко идеја, брат. Направам видео за 172 огледали. Брат, ние сме пред тест airdrop, може да направите некој пара. Брат, 172 огледали. Кажав драма има тука 425 огледали. Значи луѓето некиот брат не ги интересира. Брат, не е само слаб компјутер, ако имате. И со слаб компјутер инсталирајте, пробајте, бе, брат. Што правим ако работи? Пајо направил $650. Дакотата направил 330, више сигурно 400 стигнал. Борис уште не е преспоменал, мразоголон е ракија варе у Штип. Да ви ме гледали видеята, не му кажувајте, да ви ме дали ке пише коментар. Значи, Христијан, колко беше, 116, ја колко бе, 253. И брат, у Македонија сега, вие у Македонија $600 много малко за вас изгледа. Да, Пајо купи Legendary Crew, купи, уложи, ама виж си ги избил парите. И оди у профит. Така ли? Падна му со $180 му се падна. Он купи Legendary, падна му се Legendary женска. И тоа женска, ја немам таква женска. Што му се падна Legendary, ово кажи го. Од овие. Од Согмија, мислам дека беше раст. Не, они. Мирасе, ама они е, нели, женската од вонземјаните, од Aliens. Брат, сега брат, што да ви кажам? Брато, по сам ја.
Луѓе треба да седнете да направите аналитика. Сега не е тоа дека може и Акси и Стар Атлас нема да успее. Еден бак, еден хак нема да успее. Ама ја што едегам 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано, 10% не само покажал среден пръст. 10% ово. 10% Стар Атлас дава. Тия 10% може да направят нуклеарна експлозия. Не успеят, губиш ги 10%, биткоин, етериум и кардано ти ги покриват загубата на 10%. Како едно најпот. Брата, ја не те разбирам. Седнаме, како на малите деца математика, вика, значи ти 10% ја може да си ризикувам. И не требало криптоакадемија. Ево, ово е Кочени. Ја по Кочени, Македонија. И тука браките свират. Браките знаат, ова е у негативна сага да ја каже, али ово е многу јака слика, брат. Ово е double meaning. Двојно значење. Ке дојам Македонија, ке викне Лазаров на подкаст, ке лупнам некој англиски збор, ке рече тео ја курчи се со извинение, а ја македонски си го забрив. 11 години. Дека сме, немам братче пари да земам секој ден да печатам мајци да ви ги праким у Македонија. Брат, шо мислиш и замисли мајчка ти праким дома на домашна адреса. Диринг, деливери, те шо мислам. Зашо не живееш у Америка? Брато ми вика, че ја пина вода и јас сум душичка, брат, едно пиво на честите. Цици, брат. Мале, Чинчо, всеки му бие. Чинчо, не може никой да му погодам това, брат. Сега, у коментаря ке му удаве. Иван, от Флорида. Следниот милионер у крипто. А защо спомнав Иван? Не, друг ми беше кажал. Кой друг Иван ми беше пишал за шо е работа с Ethereum? Не ми тикнува. Шо направя? Я викам на сите, сменете го биткоин, флипнете го биткоин на седно и си питили за Кардано. Кардано беше 23. Луди пари направя някои луги. Луди. Уште не си частили. Ке видим кога Македонија. Оние другите, брат, не знам, нашиот Иван знам кој го наде, другиот некој македонски канал и кажал, да не го спомнувам да му правам реклама. Сменете го Ethereum за... сменете го биткоин за Ethereum и брато ми вика, леле, брат, виж и други подкасти не следвам. Ке те следвам само те от тебе. Вика, те ова да го објавиш, да кажеш дека е македонец у оваа ситуација. И ја отварам. Право. Ја не прочитав тука горе. Ја па се ова покажа. Да. Тука не видов, знаеш, Thanks Ethereum и ми вика, брат, те ова е ситуацијата. Му викам, човек, гледай, слушай, сменил си го биткоин за Ethereum. Сменил си го биткоин за Ethereum. Леле, брат, изгубив си го биткоин. Не си го изгубил, затоа што биткоин, да речем, отиде 200,000, тоа е двојно. Ethereum, ако отиде, биткоин ако отиде 200,000, Ethereum ќе отиде 10 на 12,000. Тоа колку пати е, брат, 12,000, знаеш? Значи ти фактички ќе можеш после да се купиш повише биткоин. И вика, добра е. Не да изпаничите и ми вика, ќе го продавам на 6. Не можеш да го продаеш ти на 6 на 5, брат. Ти викам, ќе го продаеш, ти не го продаваш више Ethereum за кеш. Ти си го сменил биткоин за Ethereum. Така ли? Значи, другари, во е вистински приказни. Ти си го сменил. Ти не можеш да го продаваш Ethereum за кеш и која цена ти сакаш. Ти трябва да го продаваш Ethereum, за да си го купиш барем целиот биткоин назад. Борбата е луѓе да си го купите биткоин назад. И да видиш дали ќе профитираш. Ама приоритет е да си го купите биткоин назад. Ти си го сменил, сега си на загубот и ово каже го паднал. Они тука се зафркнат. Гледай сега. Биткоин 9%, Ethereum 15%. Значи, ти, брат, ке чекаш, ке видиш биткоин дек ке застане на 150,000, тогава ќе ја тумачиш. Не можеш ти, брат, на 6,000 ќе го продавам, што сака нека е, да си врне копара. Не, брат, не може да го продаваш на 6,000, затоа што ти на 4,000 колко беше там, 500 си го сменил. Не можеш да го продаваш на 6,000. Не можеш да го продаваш, затоа што ти трябва да изтумачиш какво да си го върнеш биткоин и да речем плюс да направиш пари. Много големи грешки правят, брат, и после гребеш от пастата. Ке гребеш? До души ялка не съм гребал никогаш. Брато, пеяло ми го прати Трамп. Таа песната и там фале блок да му дарат.
Брат от Трамп, читайте тук, шо вика. Не забавайте, брат, не продавайте. Чекай, брат. Чекайте. Овие бизнес едно най-пата. Брат, ти трябваш седеш у мен да отвориш бизнес, брат. Ово, Чикаго, брат. Ово е кай друг църн имат къде афроамериканец отидено, па му бегат, не му плакат. Му в какви работи съм видел у Майами. Кажувал съм, брат. Довагят, ядат за половия, добре ще се изделя за 300. Не знам, шо ресторанта ви е толкова за 300, брат. Кай нас беше $350, само 20 да седнат. Скромно да ядат благосолено и винци. 350 беше само за 20. А тока и овия гици прасици, човек и да ми онаде, че замисля, аз, например, съм уложил фанав за крипто, имаш един бизнес от $300,000, така ли? Що знам дека сигурно ќе правя на година пола милион. Стварно много ми биваше за некои работи. Пошто знае в какви женски трябва да се вработят, брат. Културни, убави, културно облечени, неразголени, ама да се гледа дека е таа божествена убавина, непровокативно, културно понашање, работа е работа, со муштериите нема мешање, али да бидат културни. На културен начин, брат, нашата пицерия правеше луди пари. Луди пари. Си викам да отвориме на пицерия, много яка локация се погоди, много яко се. Ко видев овие доваят на Мартин Лутер Кинг, ядат, пият, по $1,500 стануват, се отидуват и кајсто отбиват на персонал. Брат, јас ке се тепак со еден италянец, затоа што сакаше на едни македонци ти одбива. Викам, брат, ти скапам главата и ја немам документи. И ти ја скапам главата, ти си, много македонци што знаат, што се е случило пред нив случката, фанав го за шијата, мултимилионер, викам, врачите ке ти го скршам, ке ти утепам од кјотек, ако не ги врнеш парите, и он вика ти пријавам на полиција, се има на камерите. Да, јас шо сум, дојден сум бизнес виза тук, така ли, легално. Ти шо си дојден и јас сум бизнес виза. Ти имаш бизнес и аз съм вработен за тебе, така ли? Да. Крадеш от фактически от бакшижо на лугито. И ја имам камера. И аз съм снимал. И имам право да снимам, така ли? Крадеш шо? Имаш ли? Покажам го видеото како бръка края $350. И плюс викам, отбиваш от некоја си група на афроамериканци, 5 души ти беа брат по 1,90 м. Тоа брат 20 души не може да ги тепаме. Збореме некои беа рагбисти, значи огромни спортисти, брат. Јадеа пија, викам, тие ли? Тие викам ќе не тепат цел Мајами, викам, белите собереме. Стварно беа много големи човек. Има афроамериканци, братче, спортисти, цел живот тренира, од мал не сте видели таа такво. И това имат пари. Не е дека немат пари. Имат пари, ама едноставно. Това мразят ги италианите, и знаат дека италианите се расисти. Мен никой до сега не се десил да не им плати. Шо си русин, русин. Брат, Путин, ама на италианите не и плаќа. Бега, оти ги знаат овие дека се расисти. Бега и са имаше и од други случаи дека нели немаше расисти, немаше такви работи, ама и доваѓа праја пиздари, ама у нашиот случај тоа што го видов, има пари, знае го тај го мразе, јас што го мразам едениот газде, други беше наоколу. Бегат и он сака да одбива пари, те викат и на тие македонките, на срънките, вика, на вас ви избегава, вика, ќе ви одбијам на вас. Брат, $2,000, $3,000 да одбиеш на една там серверка, барменка, тоа луди пари, бе, човек, пред 8 години. Викам, како бе така, викам, не пред 8, пред 9. Викам, како така ќе одбиваш пари, бе, брат? Че ја, брат, ще се замрзив со газдите, да спасувам у Америка, замисли си, афроамериканците, брат, што не плаќаат сметките. Брат, ки у Америка бизнес, у Америка да живееш. Брат, не ги знаете сите стории за некој. Човекот и старите подкасти ми ги избришава. Не ги знаете сите стории, братче, да видите зашо јас сум стигнал до овај степен да го покажам. Ово не е ден случај. Ово е у 90% у Мајами на одредени празници, кога доаѓаат овие афроамериканците и другите, ги прават овие работи и населението се плаше да реагира. Има и такви што реагират и до убийства и до топачки стигнува. Братче, убаво све, ама ама еден ден што викаше еден там нашиот балканец, еден ден е тоа ќе го издржиме. Братче, ни еден ден. Ја не ќе да имам бизнес дека еден ден во годината ќе ми доваѓаат такви изроди што ги мрзат да работат или што имат богаташи, мразат бели и што да, ќе доваѓа ќе ми се курчи со извинение во мој ресторант. Не знам ја мојот ден ќе е лош ли е, нешто ќе се извинирам, не дај Боже извадам нешто да направам, треба да го лежам. Јас сум христијанин, ортодокс, ама тоа е момент. Христијанин еден, момент е сасвим друга работа. Има нели ние античките македонци имаме некои такви, не ги читаме вистинските книги. Сега сум ги прочитал.
Това е пред 8 години, 9. Не съм ги читал тия книги. Може да направим и... Знаете ли американските затвори какво е? Ако ке разберат какви са отбол, там като теб. Животът е свършил в Америка от бизнес собственици, от обични събракяйки, от обично изливание на кафе, от обично одение на вода, луѓето са си го унищили живота компletно. И в Македония може да е така, не викам не. Ама тук, другари, не е моя държава. В Македония се десе, нели, бореме се да се промене закон, да се промене. Ово не е моя държава, я нямам що да се борам тук. Това е, другари, защо ги обяснувам овие работи и покажувам, да знаете. И да, подкастът не може да трае 15 минути. Сагате нещо научите, ги гледате. Гледайте на 1,5x, на 2x, сега ги покажем, па много луѓе не знаят. Луѓе, еве тука кажи го, у settings идете playback speed, normal, ставате, по-бързо гледате 1.25, 1.5, 1.75 и 2. И си я пущате и си я видите на коя бързина може да ме изслушате. Другари. Позитивни вести у Швейцария, позитивно весто нам, позитивно. Ово Трамп защо го надувам? Ово ми се свие, другари, гледай. Човече, подморници, мини подморница, брат. Ово е, брате, че да не ми го блокирате видеото, ово е, брате, чекай да не е отинели пиштоли има, ово, брате, е мини подморница гледай какви мотори, бе, брат. Кой ги го стигне ово чудо, бе? Гледай, они фактички, дека беше мапата. Значи, овие кренуват от Венецуела, да речем, така ли? От Венецуела дестинацията е Майами. Тамо, брат, че се консумира чудо. Не дай Боже дете да ти расне. Да, има много кул работа, ама дете трябва да го държите като войник. Флорида е много по-ово, ама младената е много изложена на работи, що не трябва. И то е кул, или ти не си кул, ако не си како нив да го употребваш тази работа, що е много лошо. Бракета от тука кренуват и пробват до Майами. Не верувам taj дел не викам не, да им може и taj дел да го користат тука, директно да дойдат до овия точки, али мислам дека най-често тия делови дека шо не се обезбедени, значи они ако бегат на америчката войска, што е разпоредена, значи не е проблем да избегат и тук до Вайдел. Значи дефинитивно целта е Майами и овие ги рокат. Ги надуват от и тука збореме за какви милиарди? $трилиони бизнес, братче Оков. И Трамп сака това да го спрече и да си я обезбеде тази граница от и тази Венецуела луѓе. И то Мексико е много близко до тук тия военни бази и чуда. Мексико исто, ако русите почнат нещо да се надуват, е много близко до овај стратешки дел тук, дека тук са исто нуклеарни подморници, военни бази и чуда. Така, другари, борбата на Трамп я оправдувам у стило на да политичаре, да бизнесмене, да се боре много повече от сите други заедно. Затоа има моята подръжка. Ово е 105, оно више 103 уйде, тия браките каснат. Фиеро, ово е перфектно. Плашат се, брат. Кафе, алкохоли, чуда, само мене шо крипто. Супер да се плашат. Шанса да напукате. Да не се повторваме. Ово беше видеото. Чека да видиме. Значи да не ми го блокират. Не знам дали сме се споделило. 476,949 брато има. Я имам 42,000. Защо? Затоа шо бракета, така беше. Бракета на идеален начин, ки го покажем в видеото. Така беше. Бракета се тепат со боксови. Не се тепат со пушки, со боксови се тепат, много повече правят убийства. Старата не кажава дека е нелегално и фактически со боксови повече правят убийства и повече правят experience. И фактически качуват за airdrop. Значи ние македонците трябва да се собереме, другари, да се мъскаме со боксово играта, че им не се нищо кажали. Ово неколко денови, више една неделя играат овие вака и ние еднашка играме. Знаеш колко качев experience? Много. Ние трябва да вземем вака се кой потепа со бокс, потепа, много по-бързо се качува experience и да направим за Zinc airdrop. Дай луѓе, вземете тия, ще имате компютъри, инсталирайте играта, да видиме
Сменија го модо, ја више со мојо играам несецка, на оваа мапа несецка. Значи, уклучете се, инсталирајте играта, дај да се потепуваме, да видиме да земеме зинк. Чудни звуци, мечки. Значи, дај да видиме луѓе да тестираме, да видиме, да направиме, брат, да направиме експириенс. Многу кончечани се речеле, брат, ние знаеме, ама тражи многу ја компјутер. Пробајте, другари, со тие компјутери што ги имате дома, не може да знаете, може да може. Пробајте, инсталирајте, 2 секунди, се инсталирате милион глупости, не може да инсталирате стар атлас за 2 секунди. Инсталирате, пробате и ги видиме, разбираш. Договараме се, ставаме у месенџер у групата, потепуваме, договараме се там, одеме, тепаме си и правиме експириенс. Тоа е. Брат, па ми загови ово, шо е работа. Тук гледа, брат. Сега да не го надомаш. Дето ќе го запишеш на школа. Само се тепат, брат. Само се тепат, брат. Тепат се, не знам. Брат, чекаме тука. Музиката да не ја пуштам. Брато, чекай, не смеам да зголемам. Брато, шо е направена журка. Паркират му се на имото и знаемат диджей и одат там да се глупират, да се другират, да се журкат. Музики чуда, типо ги извика, гледай колко трчат. Типо ги извикува глеко кај камиони, брат, ја ги видам овие, брато, е за мини автобус. Извикува ги сите можни служби за да додат да товарат од паркингот на нелегален имот. Не знам, брат, зависно држава по 150, 250, 350, не знам, ќе ги соберат баги парички. Ќе ги соберат баги парички за товинг. Брато му е преку главата било, на преходен пост бе прочитал дека неколку пати му се паркират на имот, кажал да не се паркират и накрая и вика служба за тај брат бати лудата пара што направи тука. Не знам пред тоа колку по 2 ги ваде. И полиција има за секој случај. Брато ги направи пепел. Овоа дури сам викам, брат, сега македонска работа, одма ги ти текне. Правиш журка лажна, луѓето пешки многу далеко добијат, тука паркинго, извикуваш и товин компанија и телете 50% са на македончето, ако не му текне сега, брат, не ме забавајте. Тоа е, другари, што беше овоа Swiss Crypto Bank, Amina secures MiCA license to offer crypto service across Europe. Македонија не е Европската унија, да се надевам дека не вика у Европската унија. Вика у Европа. Да се надевам кога ќе дојдам там ќе има нешто да се бореме. Овие се старите видео од вчера, заглави стриму. Другари, тоа е... Леле, колку време? Леле, саат и 7 минути, братче. Ќе видиме колку души ќе го гледат. Али, аналитиката таа е. 15 минути, другари, утре са вали. Чао.